Веста дека грчкото обвинителство покренува обвинение против градежната фирма Актор за перење пари во висина од 50 милиони евра при изградбата на автопатската делница Демиркапија-Смоквица, ја алармира јавноста во Македонија за прашањето. Зошто нема резултати од истрагата за овој случај во земјава? Обвинителството на Марко Зврлевски, финансиската полиција и финансиското разузнавање се обидуваат со нејасни и непрецизни соопштенија да дадат некакво објаснување, но на крај неспорен е заклучокот дека во земјата во која се переле пари, Македонија, нема ниту најава дека некој може да одговара, барем за сега. А случајот за цело време од тендерот па во секоја следна фаза го следат сомневања за изигрување на законските правила. Студиите направени од институциите предводени од кадри на ВМРО ДПМН покажуваат дека 28 километри автопат ќе чинат околу 150 милиони евра, но договорот склучен со Актор е речиси двојно поголем. Случајот дополнително интригира ако се знае дека прво, грчката фирма е избрана во екот на силна антигрчка кампања во Македонија, оркестрирана токму од работодавачите на Актор, и второ дека грчката фирма реши да гради дел од автопатот Александар Македонски, за чие преименување имаше жестоки реакции во грчката јавност. Владимир Мирчевски го има сюжето за случајот. Овие снимки од автопатот Демиркапија-Смоквица медиумите ги добија минатиот месец како дел од маркетинг кампањата на грчки Актор за тоа докаде изградбата на 28 километри за кои ќе бидат платени 270 милиони евра. Но допадливите снимки не можат да го покријат фактот дека целиот проект е сомнителен во секоја фаза, од самиот почеток. Од 15 изведувачи пријавени во 2011-та, Актор беше избран во најмала рака проблематичен процес. Беа променети условите за избор на најповолен понудувач и со тоа беше елиминирана понудата на италијанска компанија далеку поевтина од онаа на грчки Актор. Чудно беше кога владата на Груевски ја избра за најповолен понудувач грчката компанија Актор, иако од една италијанска компанија имаше понуда пониска за цели 40 милиони евра. Второ, чудно беше зошто за автопат долг само 28 километри се потребни 271 милион евра, по 10 милиони евра за 1 километар на автопат. Уште поексплицитни беа од Организацијата за економска соработка и развој, ОЕЦД, од каде во антикорупцијскиот извештај за Грција посочуваат наводи за мито на грчка градежна компанија за македонски владини представници за добивање договор за изградба на автопатска делница. Случајот се реактуализира во 2014-та, непосредно пред парламентарните избори. Тогашната опозиција обелоденува нов скандал поврзан со истата автопатска делница. Грчки државјани извлекувале кеш пари и ги предавале на сметководителката на Актор. Овие документи покажуваат дека во еден ден од иста банка, Стопанска банка Скопје филијала во Неготино, повеќе лица од Република Грција во Македонија преку фирмата Актор подигнале кеш во милиони евра. Кеш парите што ги извлекувале грчките државјани во Неготино не се изнесени надвор од Македонија. Прашуваме, каде се 216 милиони денари или 3,5 милиони евра? По овој прес, Управата за финансиско разузнавање соопшти дека навремено, уредно и во согласно со ингеренциите ги презела сите мерки, активности и процедури. Од Управата тогаш информираа дека предмет бил отворен неколку месеци претходно, на 11 ноември 2013, но она што не го кажаа откако опозицијата го обелодени скандалот е дека и во наредниот период продолжило повлекувањето на пари, но во побројни трансакции со помали суми кои поминуваат под радарот на Управата за финансиско разузнавање. Паралелно со незаинтересираноста на институциите, проектот за кој има сериозни индиции за криминал, тогашната владеачка гарнитура го користи во промотивни и предизборни цели. До нова година се што е поврзано со асфалтот и банкините ќе биде готово, останува само после нова година електрификацијата во тунелите. И мостовите. И еден-два моста да се довршат, така. Не, мостовите. Електрификација на мостовите. Да, и таму ќе имаме. Грчки медиуми вчера објавија дека грчкото обвинителство за борба против корупција поднесе обвинение против Актор за перење пари и проневера на 50 милиони евра по претходна истрага во која учествуваше и Европската служба за борба против измами, ОЛАФ.
Финансиската бомба во Грција во земјава ги возбуди само медиумите, иако шемата покажува дека незаконитостите се правеле токму во Македонија. Надлежните институции излегоа со соопштенија кои сугерираат дека ситуацијата во Македонија е чиста. Во Македонија досега не е детектирано кривично дело. Во нашата држава и ОЛАФ спроведуваше проверки и не се утврдени инкриминирани дејства, изјави од финансиската полиција. Од јавното обвинителство потврдија дека ОЛАФ ги информирал дека истрагата за актор е затворена и дека има сомневања за сторени кривични дела. Истовремено, тврдејќи дека резултатите се пратени само во Грција, но не и во Македонија. Дополнително 360 степени дојде до сознание дека во шемата за извлекување пари се вклучени 2 човек фирми регистрирани во Македонија во сопствеништво на грчки државјани. Во интерес на истрагата и мињата до кои дојдовме нема да ги објавиме, но проверивме во институциите и дојдовме до податоци дека во периодот од 2013 до 2016 преку едната од овие човек компании, која формално била подизведувач на актор, се испумпани 20 милиони евра. Преку другата човек фирма за истиот период од 4 години се извлечени 10 милиони евра. Сознанијата велат дека кешот извлекуван на име хонорари за наводно ангажирани преку овие фирми, при што некои стигнували и до 110.000 евра месечни примања и се предавани на сметководителката на актор Атина Зиога. Нема податоци дека тие пари се извлекувани од Македонија, па сериозна е дилемата во чиј џеп или чија каса завршувал кешот во земјава. Исто така 360 степени дојде до сознание дека наспроти ажурноста во исплаќањата кон овие 2 фирми, актор им должи милионски суми на вистински подизведувачи во Македонија, поради што се водат и судски процеси. Добро вечер и добре дојде. Вечер ви велам на Сладжана Тасева, прв човек на Transparency International Македонија. Добро вечер. Жена чија експертиза е токму во областа на перење пари. Благодарам што сте со нас. Благодарам. И веднаш на почетокот, она што како главна дилема мене ми се наметнува, предпоставувам и на добар дел од македонската јавност, тоа е како може во Грција да биде покренато обвинение за актор, а во Македонија практично да нема никакви резултати досега од институциите наводно тврдат дека истражуваат, ама нема никаков епилог од тоа. Не може. Треба да има некаква истрага и некаква постапка и во Република Македонија, доколку веќе постојат докази дека дел од овие действија од процесот на перење пари, затоа што действијата на перење пари се состојат во неколку фази, но ако тие се случувале дел од нив на подрачјето на Република Македонија, тогаш треба да се истражи, да се види кој бил вклучен, затоа што имаше сознание дека пари се извлекуваат од банки. Еве, кажавте информација дека биле вклучени 2 човек фирми, кои што би служеле сигурно како прикривачки компании само за да се извлекуваат тие пари. Нашиот кривичен законник познава и казнена одговорност на правните лица, не само на одговорни лица, но и на одговорните лица. Значи, ние можеме и треба да имаме истрага за тоа што се случувало во Македонија, доколку парите се извлекувале од банки, тие како финансиски институции имале обврска да пријават за тоа дека се извлекуваат пари од одредени лица во одредени интервали, во одредени суми и сето тоа како сознание за сомнителна трансакција или трансакција над одреден износ, да го пријават до Агенцијата за финансиско разузнавање. Видовме дека во една фаза таа агенција одреагирала наводно. Потоа се појавуваат новинарски текстови кои што велат дека откако јавно пука аферата, сумите кои што се влечат во готово се симнуваат до нивото кој што оди под радарот на финансиското разузнавање за на некој начин да и се олесни веројатно работата на таа институција, да не мора да постапува. Тоа не постои. Значи, суми под радар не постојат, затоа што во оваа сфера постои така наречено смурфинг или расипнети трансакции, кои што сепак се трансакции кои потекнуваат или се поврзани со истите субјекти, истите лица, истите сторители,
намерно се Кое е нивото раситнуваат. на кое што треба да одреагира банката? 15.000 евра? Значи, постојат два вида на ситуации во кои што треба да одреагира банката или некоја друга финансиска институција. Едното ниво е трансакција над одреден износ. Тоа значи, ако износот е поголем од 15.000 евра, треба да се пријави. Другата ситуација е пријавување на сомнителна трансакција. Индикаторите за сомнителни трансакции ги има и на веб страница на Агенцијата за финансиско разузнавање, содржат токму ова. Доколку едни исти субјекти во одредени временски интервали се појавуваат со излекување на поголеми суми или одредени суми на средства, кои што прават поголем износ, тие се пријавуваат како сомнителна трансакција. Не мора да е над одреден износ, но се појавува сомнежот дека овие пари се излекуваат заради некаква цел. Може би да е легитимна и легална целта, но сепак сомнежот мора да се пријави и Агенцијата за финансиско разузнавање тоа мора да го проучи, да го изанализира и да види. Доколку банката тоа не го пријавила, и таа треба да има одредена одговорност. Доколку агенцијата тоа не го проследила, а било пријавено, исто така мислам дека тука треба да бараме одговорност. Во ставот од јавното обвинителство на Зврлевски вчера велат дека да, Олаф ги информирал нашите истражни органи или јавното обвинителство дека нивната истрага покажала оти има кривични дела, но дека за деталите е информирана само грчката страна, а не и нашата страна. Но, знаете, може би и тоа да е така, но што му пречи на Зврлевски на обвинителството да се информира за деталите од грчката страна? Затоа што ние како страна треба да сме заинтересирани да го гониме криминалот во Република Македонија. Во подготовката на оваа емисија ми рековте дека некаков меѓународен стандард е дека државите кои што на некаков начин се инволвирани во еден случај на перење пари се договараат во која земја ќе се води постапката. Можно ли е во овој случај да станува збор за такво нешто? Нашите истражни органи да се согласиле да ја префрлат топката на грчка страна на тој начин, на некој начин ослободувајќи си себе си од непријатна ситуација да постапуваат во овој случај. Тоа е можно и во случаите на организиран криминал и во случаите на перење пари каде што се вклучени поголем број на држави и поголем број на субјекти заради економичноста и ефикасноста на постапката, таму каде што се наоѓаат најголем дел од субјектите кои се опфатени со одреден кривично правен настан, може да бидат судени на исто место. Може државите да се договорат да си ги споделат по пат на соработка во кривично правни работи, сите информации со кои располагаат, да се достават информациите за лицата, очигледно останува збор за грчки граѓани кои излекувале пари на територијата на Република Македонија, но сите тие податоци за тоа како се правени тие трансакции од финансиските институции во компаниите кои се регистрирани тука треба да бидат доставени и таму каде што ќе се водат истрагите. Не е исклучено дека истрагите ќе ги опфатат и лицата кои што се на територијата на Република Македонија. Но ништо не спречува исто така и ние да си водиме постапка овде кај нас. Значи, можна е и таа ситуација за спојување на тие постапки, но можна е и ситуацијата да ние си поведеме постапки внатре во нашата држава. Има уште еден интересен аспект околу овој случај. Редовното обвинителство на Зврлевски води некаква постапка од која што не може да се разбере до каде, зошто е до таму и така натаму. Но велам интересно е, денеска прашавме во специјалното јавно обвинителство, оттаму ни рекоа дека и тие имаат предистрага за случајот Актор, се повикуваат на тајноста на тој дел од постапката, не сакаат да кажат детали, но еви во СЈО се води предистрага за Актор. Ништо тоа не е исклучено, затоа што видите, ние слушнавме и во вашата најава дека тие компании служеле за извлекување на пари. Но тоа е само првата фаза од перењето пари. Рековте, не знаеме каде завршиле. Тука нема податоци тука дека... се следните фази. Значи, тие не треба некаде да се пласираат, треба некаде да се влеат, да се интегрираат, да се сокријат тие пари. Значи, тука е
действието на перење на пари. Значи, покрај тоа што биле извлечени, треба да видиме и каде отишле и зашто биле искористени, затоа што ако тие пари се нелегални или се потекнуваат од нелегални фондови кои што неправилно или незаконски се извлекувале, треба да видиме и каде завршиле. Веројатно, можеби, за тоа имало некакви договарања по пат на телефон кои се забележани во сите оние разговори кои што се во јавното обвинителство, зашто дополнително, верувам, сите заедно ќе бидеме информирани. Како некако финален заклучок по се што е јавно познато и очигледно и непознато во овој случај, може да се биде оптимист дека сепак ќе стигнеме до некаква правда во овој случај во Македонија? Се разбира. Јас мислам дека и треба да настојуваме да имаме некаква разврска и во Република Македонија, затоа што се вклучени субјекти кои што работат во Република Македонија, вклучително од финансиските институции до компаниите и лица кои што делувале на подрачјето на Република Македонија, да го истражиме целиот случај. Очекувам дека Управата за финансиско разузнавање ќе се охрабри да даде подобри информации. Убедена сум дека имаат информации, но прашањето е, или мојата досегашна забелешка беше дека на таа институција не е дозволено да си ја врши својата работа. Се надевам дека таа работа ќе се смени. Благодарам многу што вечерва бевте дел од 360 степени. Благодарам за поканата.